Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е пратеникот од ВМРО од ДПМН Тимчо Муцунски. Господине Муцунски, ако Бугарија продолжи да инсистира на темите кои што Македонија ги смета за идентитетски, како на пример македонскиот јазик или историјата, според вас постои ли план Б ако земјава подолго време остане надвор од Европската унија? План Б надвор од интеграција на Република Македонија кое што ќе резултира со полноправно членство во Европската унија нема. Затоа ние мораме да водиме агресивна кампања во делот на надворешната политика, на промовирање на нашите интереси и на убедување на највлијателните земји членки дека треба да вршат влијание врз Бугарија, да ги тргне овие непримерни, некоректни и неевропски ставови кои што и се наметнуваат на Република Македонија. Жалам јас што тој процес на убедување оди веројатно тешко, заради тоа што кога се гледа профилот на една земја која што сака да отвори преговори, истовремено во рамките на тоа портфолио ќе се види дека Македонија е според Transparency International една од најкорумпираните земји на европскиот континент. Да го отвориме прашањето дали во последните 4 години од владење на староновата влада на СДСМ, ДУИ и сега БЕСА, имаме ние нека опиплива реформа. Отворете го било кое прашање од областа на нашето општествено живење. Правосудство, администрација, образование, здравство, каде имаме ние напредок? И тоа го гледаат земјите членки. Тие се присутни тука преку делегацијата на Европската унија, но имаат и резидентни амбасадори. И тука е проблемот на убедувањето дека Македонија на вистина заслужува да ги отвори тие пристапни. Да, но сепак освен Бугарија никој не беше против отворање на преговорите со Македонија на последниот самит на Европската унија. Тоа е неспорно дека Бугарија е главната препрека. Истовремено е неспорно дека Македонија уште многу подолго, македонските власти уште многу претходно во минатото биле свесни за постоење на тој ризик, но одбрале да го игнорираат. Деновива актуелна тема се личните карти. Вие го поддржавте како партија предлогот на владеачката БЕСА, кој што е дел од предизборен договор со СДСМ. Зошто за ВМРО ДПМН е важно етничката припадност да стои во личните карти? И јас малку поинаку би го гледал ова прашање. Деновиве се отвара оваа тема и во политичкиот дискурс и меѓу најактуелните теми во државата, како да ние доколку утре прифатиме во личните карти да постои и овој дел од графа за изразување на припадност кон етничка заедница, ние го нарушуваме граѓанскиот концепт на државата. Граѓанскиот концепт на владење во една држава е напуштен многу одамна во Република Македонија, и доколку ние сакаме да се движиме на вистина кон граѓански концепт, ова не е најгорливото прашање. Нашиот устав, нашиот политички систем и нашата политичка култура внатрешна водат кон етнизација на овој општество. Ова решение го нема во ниту една земја членка на Европската унија, го има на пример во Кина. Зошто сметате дека е добро решение за Македонија? Јас не гледам ништо спорно во тоа да го. Дали мислите дека е добро? Неколку пати споменавте дека нема ништо спорно. Дали мислите дека е добро решение? Ако некој го чувствува како своја потреба, ако одредена група го чувствува тоа како своја потреба да го има, јас не гледам ништо спорно во тоа прашање и не мислам дека ќе создаде штета во нашиот соживот. Мислам дека штета во нашиот соживот создава рамката во која што постои нашиот уставен и политички систем. Околу пописот, вашата позиција е дека тој треба да се спроведе, но согласно стандардите на Евростат. Кои точно стандарди на Евростат ги нема во македонската методологија за пописот? Првиот проблем кој што јас го имам со овој попис е фактот што има намера да се спроведе во екот на најголемата глобална пандемија која што нашите генерации доживуваат. При што илјадници луѓе ќе бидат распространети по нашите домови со ризик да се шири инфекција. Во врска со коронавирусот, нели е подеднаков ризик тоа што ВМРО ДПМН ги повикува граѓаните масовно да отидат во подрачните единици на ДИК и да го дадат својот потпис? Не е тоа изложување на ризик од заразување со корона? Вие зборувате за дисперзија на над 20.000 луѓе кои што ќе посетуваат домови ширум нашата држава. Јас не мислам дека е ист ризикот да се посети канцеларија на ДИК на неколку илјади луѓе,
колку што е ризикот над 20.000 луѓе што ќе тргнат во посета на различни домови во еден период кој што ќе трае 1 месец, при што немаме ние соодветен степен на вакцинација и при што имаме најопасна епидемиолошка состојба во регионот, а и на глобално ниво се бориме и сме за жал први меѓу последните. Повторно ве прашувам, во методологијата на пописот, кои точно стандарди на Евростат ги нема? А од гледна точка на стандардите кои што се воспоставуваат од Евростат, очигледно е дека има недостаток, значи еден круцијален недостаток на соодветно користење на бази на податоци. Значи не е јасно методологијата по која што тргнува пописот од гледна точка на користење на електронските регистри кои што се стандардна пракса. Исто така не е само стандардите на Евростат, туку и стандардите на Обединетите нации, при што има неколку препораки на Обединетите нации кои што кажуваат дека доколку е возможно, треба да се избегне попис во оваа година на пандемија. И таа пракса гледаме и во регионот, примерите се последните. Со Хрватска во нашиот поширок регион, гледаме земји како Германија, како Ирска, кои што исто така одложија попис. Од таа гледна точка, неспорно е дека на Македонија треба попис. Неспорно е дека на Македонија треба попис што е можно поскоро. Но затоа ние понудивме две алтернативи. Прво, највисоките стандарди на Евростат за кои што оваа земја е подготвувана преку електронскиот регистар на население, е можноста да спроведеме електронски попис кој што можеме веднаш да го направиме и со минимално влијание на теренска работа согласно стандардите за електронски попис од Евростат, значи минимално теренско учество на попишувачи, а другата опција е да размислиме ваквиот профил на попис со одредени измени да го спроведеме во 2022 година. Во однос на методологијата, освен ова што го зборувате заради одложување заради коронавирусот, во однос на прашањата кои што ќе се поставуваат на пописот, во тој контекст, кои се конкретните забелешки? Самата суштина на прашањата кои што се поставуваат не се толку комплексни колку што е рамката околу која што е изграден овој попис. Еве да отвориме, дали согласно стандардите на Евростат, јас ќе ви одговорам, не е нормално, функционира во било која земја да имате вие врзан подпис на двајца директори за конечниот резултат на пописот. Што е потребата од врзаниот подпис ако ви имате само статистичка операција? Не, ова е потребата од политичка потврда на друг функционер кој што од одредена партија, друга партија кој што се создава перцепција, за жал, дека треба да се штити одредени етнички права. По јавната дебата за образовните реформи, впечатокот е дека темата некако се стиши, а главната забелешка на ВМРО ДПМН предходно беше дека ќе го нема предметот историја. На дебатата беше кажано дека историја ќе се изучува заедно со општество од 6 деление. Кои се сега главните забелешки на ВМРО ДПМН во однос на образовните реформи? Многу е битно да го реформираме образованието. Како некој кој што своето примерно работно место е во високото образование, верувам дека ни се потребни сеопфатни реформи на образовниот систем и јас дури лично согласувам дека можеби треба да се почне со основното образование. Но прво вие да направите една таква голема реформа, ајде да размислиме во какви инфраструктурни услови функционираат нашите училишта. Дали се подготвени за таков профил на настава? Второ, кога правите радикална реформа, како што се има желба да се направи сега, да размислиме кои се состојбите во кои што функционираат нашите наставници. Дали во овој период на корона криза ќе има овие неколку месеци ќе бидат доволно време за тие да се обучат за таква една радикална реформа. Дополнително, овој начин на функционирање ќе бара од нашите наставници многу поголем инпут во своето работење. А да го земе во предвид фактот дека тие се луѓе кои што иако имаат примарната функција во воспитување на нашите деца, тие имаат приходи кои што се далеку под пристојни за некој кој што ја извршува таа функција. Четврто, да размислиме дали зошто не се спроведува на пример некоја форма на пилот проект, туку веднаш се тргнува со агресивна реформа. Прашањето за историјата е многу битно и тоа не смее да се запостави. Но лажна е тезата дека нашите забелешки се единствено бидејќи не се согласуваме со ова прашање. Има внатрешни превирања во ВМРО ДПМН, иницијативен одбор за промени. Во една прилика, вашиот лидер Христијан Мицкоски, луѓето од иницијативниот одбор ги нарече слуги на Заев. Го делите неговото мислење?
Во една политичка партија како ВМРО-ДПМН ние треба да функционираме во демократска атмосфера. Бидејќи ако функционираме во демократска атмосфера и сме подготвени да го слушнеме тугиот став, тогаш ќе бидеме поуспешни и пообединети. Има сега таква атмосфера во ВМРО-ДПМН и подготвено да се слушне туѓиот став? Во таа насока јас би кажал дека нашата политичка партија има статут, има и своевидна историја и традиција како политички субјект, но јас би рекол уште побитно е дека ние треба да воспоставиме високи етички и морални стандарди за како се однесуваме во рамките на партијата, бидејќи ако се однесуваме согласно тие највисоки етички и морални стандарди во партијата ќе биде уште толку поуспешна во убедување на граѓаните дека таа е вистинската алтернатива која што ќе донесе афирмативни промени во нашата држава. Но истовремено политичка партија како таква е една форма на семејство. И јас мислам дека за нашето семејство, колку и да не се согласуваме некојаш внатре, сите треба да бидеме внимателни што зборуваме надвор и да го почитуваме статутот на партијата, кој што е највисок правен акт во партијата, и да се водиме и при изборот на кадри за раководство, и при нашето однесување надвор кон сите други субјекти и ченители во еден политички систем, согласно највисоките етички и морални стандарди, кои што сите знаеме кои се и тие се општо прифатени, јас би рекол, на глобално ниво. На кого точно алудирате кога велите да се внимава во изјавите? Не алудирам на никаква изјава, туку алудирам дека сите треба да сме свесни дека демократијата значи функционирање на правилата, што значи во еден систем кога зборуваме за политичка партија имаме закон за политичка партија, но кога зборуваме за конкретна политичка партија таа има статут. И мислам дека проблемите во рамките на едно семејство како што е ВМРО-ДПМН е партија со сериозна традиција и историја, мислам дека тоа значи дека проблемите треба да ги решаваме не преку јавниот дискурс, туку внатре во семејството, да излеземе обединети и да бидеме вистинска алтернатива и тоа да го покажеме час поскоро, бидејќи доаѓаат локални избори, граѓаните се крајно незадоволни од ова владење на градоначелниците. Ние тоа го гледаме на секојдневна основа и со најмалите локални проблеми кои што се во суштина горливите проблеми на граѓаните, и тука да понудиме решенија, да бидеме партија на решенија. Господине Муцунски, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас за можноста. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.